Илјадници афганистанци кои изминативе недели пристигнаа во Соединетите држави се соочуваат со проблеми. Не може да ги добијат потребните документи, а со тоа и да почнат да го средуваат својот нов живот овде. Биби Сара Кемал успеава да се качи во овој преполн авион и така да пристигне во Соединетите држави. میخوایم که درس بخونم میخوایم که کار بکنم میخوایم اینجا از خود شخصی زندگی داشته باشم مثلا میخوایم از خود موتر داشته باشم میفهم که اینا کلشان در یک Но повеќе од 3 недели таа не може да направи ништо од ова. Сега е сместена кај роднини. Кога слетала, била однесена во прифатен центар покрај аеродромот Дулес во близина на Вашингтон. Добила 2-годишна условна дозвола за престој, но не статус на бегалец. Условната дозвола овозможува да се влезе во САД на определено време поради специјални околности. Биби Сара Кемал вели дека со неа не може ниту да бара работа, ниту да се запише на некој коледж. ای که ما اینجا آمدم و مرا گفتن که تو درس ادامه دادن نمیتونی و کار کردن نمیتونی و به خاطر از این مایوس شدم. Сепак тоа не е така. Според прописите, со овој документ може да се побара дозвола за работа или да се аплицира на универзитет, но многумина не го знаат тоа. Ендрю Артур од Центарот за проучување на имиграција објаснува дека бегалците не се доволно информирани, дека целиот процес е хаотичен поради големиот број луѓе кои пристигнаа одеднаш. I don't think the Biden administration itself really knows what those individuals can and cannot do. But, as an immigration lawyer, if I were advising any of these people, I would tell them to apply for employment authorization because they have been paroled into the United States. Организациите кои им помагаат на имигрантите велат дека ќе биде потребно време за афганистанците кои пристигнуваат да ги научат правилата. I mean, look, it's the way that any of us process information, right? We digest it in bits. And so if you throw a tsunami of information at people, we ingest it in more of a trickle. And so you got to continue that conversation so that people are informed about what rights and entitlements they have. Активистите велат дека дел од решението за овој проблем е повеќе пари од федералните власти. Администрацијата на Џо Бајден од Конгресот побара 6,4 милиарди долари за процесирање, проверка и сместување на бегалците. Овие средства би се искористиле за до крајот на септември во САД да се донесат 65.000 афганистанци, кои во моментов се во трети држави, како и уште 30.000 кои би можеле да дојдат во текот на оваа и следната година. До сега во Соединетите држави пристигнаа над 64.000 афганистанци. Десетици илјади чекаат на процесирање во американските воени бази во странство, како и во трети земји. Околу 200 се наоѓаат и на македонска територија. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.